Скопје вибрира беше инспирирано од тоа дека во јули во август има многу празни денови, многу топли денови, кај што нема настани и луѓето едноставно немаат посебен интерес да прават нешто, сите сакаме да седиме дома. Меѓутоа, тоа не значи дека се сите стварно на одмор или дека се сите само зафатени, него многу често само не даваме програма за скопјани што седат со жешките летни денови во Скопје и така се инспириравме дека треба да направиме некој настан што ќе биде ствари серијал од неколку интересни креативни настанчиња и работилници што нема да бидат изфорсирани или ептен драматично енгејдж настани, за да може било кој што само дента се осеќа дека не му се седи дома, да дојде во нашата хала што е драматично поладна него надвор што е и да ужива во нека проекција на филм или во нешто слично. И сега сето тоа исто така беше малце инспирирано од овој период дека е земјотресот, нели денеска годишнина од земјотресот и тоа малку е тука игра со името на настанот. Свативме дека уствари културниот аспект и пред се независната култура во Скопје секогаш им треба простор и секогаш им треба поддршка, така да малку повеќе се фокусиравме на тоа. Возбудена сум многу за програмата што ќе биде од септември, бидејќи во декември ќе направиме 1 година постоење. Така да сега малку посериозно се спремаме за септември, октомври, ноември, декември, да покажеме и некои други работи кои што бескрајно многу идеи имаме и како тим и како простори, како и луѓе што доаѓаат, само што немало секогаш време да се реализира се, така да сега спремете се за се да се реализира. Мислам дека фактот што нема баш голем избор на места каде што може да одат младите и да се изразуваат или да соработуваат со некои простори пред се, доведе до тоа наеднаш да има огромен наплив на луѓе кои што сакаат да соработуваат со нас и нешто да правиме, што за нас беше прекрасно. Прво затоа што некои работи ги олесни, затоа што не моравме да се мислиме дали на луѓето им треба стварно ова, дали стварно сакаат. Ама и второ затоа што ни дозволи да се запознаеме со многу интересни луѓе, да направиме многу интересни настани и вистински да помогнеме особено на независна култура која што стварно не сакам да кажам простор по 50 пат, ама многу често простор е тоа што фали за многу работи, а ние стварно имаме многу простор. Така да. Ве поканувам на сите настани до 9 август во лабораторија. И после 9 август. Програмата септември ќе ве откриам пред да почне септември.